Мав да им објаснам зошто сум тука залутан. Им реков тука сум јас со причина. Јас сум Јован Цветковски, дел од основачите на независната аматерска театарска група Аматер и учесник во различни улоги во сите проекти што до сега се спремале низ овие 9 години. Бевме средношколци четворица, јас Томе Уковски, Леја Новеска и Катерина Петреска, сега Пранговска. Имавме некоја желба да се пробаме нешто плюс, некој предизвик, себе си нешто да си докажеме, валјда, дека сакаме нешто сами да спремиме, некоја представа, бидејќи бевме дел од сите до тогаш представи организирани од драмската секција, од професорките по македонски во склоп на гимназија. Учествувавме секоја година и последната година, четврта матуранти која бевме, сакавме нешто да направиме, многу голем предизвик и одбравме на многу тешка драма по сугестија на, мислам, Славе Георгио Димовски, професорот по македонски, сите мои синови од Артур Милер, која што ја адаптиравме. Ни се приклучи уште еден член, Никола Србиновски, глумеше исто во представата и беше долг процес на спремање, пред часови, после часови, значи не си одевме од часови, евентуално ако не пуштеа. И ја спремавме доста долго, беше интимно, на подкровје во гимназија, за 50 луѓе, па на крај доби една така уште посериозна нишка, ради што беше представата посветена на една личност што не е меѓу нас веќе. Мислам дека тоа беше еден дел кој што навистина направи театарскава група, тоа што продолжи да творит во наредните 9 години. Од тогаш и ја изигравме премиерата 26 април и затоа 26 април уствари е датумот во кој што сметаме дека се роди Аматер. Јас сум Томе Уковски, основач и актер во Аматер, благајник и се друго што Требица представи. Тоа е тоа. Јас едино не знам што кај поминаа 9 години и кога. Бевме средно како сите и си бевме членови на драмска секција години наназад. Снимавме некои така популистички комедии, да речам, што на нас четворица што си бевме организатори некако не исполнуја доволно или не го имаа саканиот ефект и одлучивме крај така овај месец, април месец, да крај на четврта година да ја спремаме сите мои синови самостално прв пат, за разлика од други години преку драмска секција, самостално. И така тука се роди, ето да речам, се посади семето на Аматер и одлучивме дека мораме да го некако овековечиме и да го гаиме таа љубов што има спрема театарот преку НАТГ Аматер како здружение официјално, да речем. Јас сум Митко Цветков Колјушевски, роден во Охрид, многу одамна. За прв пат, односно тој единствен пат учествувал во представата Буре Барут во улогата на Чичко Димитрија Джандарот. Тоа за мене беше еден нов предизвик. Здраво, јас сум Младен Јуловски, јас сум член на Аматер и глуме во Буре Барут во 2017 во тој период, така нешто. Јас сум Илија Левески, a.k.a. Трале. Па на почетокот почнав како техничка поддршка на една представа од НАТГ Аматер на генетика на кучињата и мислам дека досега за мене едно од најдобрите драми и представи која што јам и гледано и сум учествувал. Јас сум Борис Велјановски, не сум имал досега никаква улога во ова театарско друштво, екипица, тим. Сум бил светло мајстор и планирам и таков да останам. Пошо темница со метла не се врка, треба запали светлина. Некои поспецифични моменти, студот ми остана, значи во сеќавање на 3-4 степени температура, вршиш проби и генерални проби.
и цел ден од 13-14 часот до 22 на вечер. Атмосферата беше прекрасна, меѓу помладиве колеги имаше некое нетрпение и така натаму, и нивни детски оние, што е и нормално сето тоа. Меѓутоа, полека се воспостави една рамнотежа и мислам дека се најдовме сите во приказната заедно како една целина. И во Кочани, нели, на Републичкиот надпревар добивме една специјална усна пофалба дека сме го кренале нивото на аматеризмов на едно повисоко ниво, што е навистина многу голем напредок во светото. Прво, самиот проект беше многу интересен. Со само дружење, самиве реплики, што се праја, самава култура што се ствараше. Примера, свиревме, Марио требаше да свири тоа од новиот почеток една песна, Отцепен од светот. Не се вика така, мислам, реплика. И го сменавме во Расцепен од светот. Што еден од многуте извадоци, да речам. Друга ситуација омилена, Томе кога удри на Марио, мислам, пак беше во негова на сцена, Стефан Здравески имаше добри моменти. Процесот беше најинтересен, значи на почетокот имавме аудиција. Аудицијата беше со читање на текст. Ојдов го прочитав текстот и знаев дека сум јас та улога. Што знаеш и режисерот Јован дека тоа ќе бидам јас. Потоа од проба на проба се поинтересно и поинтересно беше, се дружевме, многу грешки имаше, многу се расправавме, се каснеше на проби. Томе знам. Така беше попроблематичен, ама тоа е, знаеш, дојде премиера, постпремиера, ојдовме в кафана, си поминавме најубаво, другиот ден веќе ми беше криво дека целиот процес заврши, сакав едноставно одново да почне ти нека нова представа да се режират. Најубаво беа кебапчината кај Тино. Па, различни реплики со различни личности од Тимов. За секого по една. Најомилена ми е кога ќе го видам Томе кога ќе се раздери. Аце! Од секој лик што сум го глумел, некако мал дел од него останал во мене и некојаш знам да се навратам, па да се ставам ето во нивна кожа, затоа што во тој процес на работење, нели, ги живеевме буквално ликоите што ги игравме. Барем јас така мислев дека е правилниот процес. И што знам, имаше многу интересни дешавки, од смеење до солзи, нервози, не знам, лична сатисфакција, исполнетост, проблеми, све и свашта за тие 5 минути аплауз за кој што живееме сите. Не знам дали можам исто, кој што рече, да одвојам некоја представа, пошто сите сме ги работеле максимум со најмногу љубов и сме сакале сите да излезет на виделина онака како што треба да се. Што поиќе да се глумит и да се вложи во нешто. Следно, би сакал пак да учествувам во некој друг проект ваков театарски, да глумам, значи како актер. Па жанрот не ми е битен, по можност да е комедија, најубаво ми лежи, мислам, ама би сакал да се пробаме нека така сериозна драма. Да се истурам емотивно така малце, да дам се од себе. До колегите, така ќе и наречам, до моите деца, им посакувам прво успех во животот. Успех во кариерите, во она што се определиле да го работат во животот. Меѓутоа, ова да не го оставят настрана. Ова да е секогаш една ставка во животот, бидејќи професионализмот во професијата си имат една своја работа. Дома кој ќе си дојдиш, ќе треба да се одмориш и сето. Меѓутоа, згора на сето тоа, ако имат некоја ваква активност, тоа дава туше поголема енергија и сигурност во самиот себе,
што викаше еден постар човек, кој ќе се изградиш како личност и среде Сахара, а те пуштат од авион, да можеш да се снајдеш. Така. И посакувам понатака да продолжи сета оваа активност и јас од срце би сакал да учествувам и да помогнам со своето умење и то мало искуство и така. Па вака сега имам две пораки или два апели. Првиот апел е кон сите млади, стари, било која возраст, луѓе од градов, не мора да се од градов, со желба и љубов за театар, да, ако саке да учествуваат во некој наш проект, да не се срамет да не контактираат. Во секој момент бараме нови таленти, нови сили, така да, ето, апелирам до сите што се заинтересирани да покажат желба и интерес да работат со нас. Им обеќавам дека накрај ќе им се исплатит. И втора порака и втора апел до и власти, и опозиција и сите, малце поддршка поголема. Ете то. За да можеме да го направиме горти градов и да ја подигнеме културата и се. Значи секогаш некако како недокажани се и ето апелирам на малце поголема поддршка и заедно да ја растиме културата. Тоа е тоа. Не сонувај, живеј. Би сакал да си честитам себе си на сите основачи што бевме во тимот, на сите што досега учествува во сите представи, актери, не знам, помагатели, техничари и сето то. Среќен 9-ти роден ден, значи уште 99 да си славиме независен аматерски театар, аматер. Тоа што сме го работеле 9 години со љубов, да продолжиме да го работиме со љубов и кога имаме по 50 години тогаш да се работи со љубов и да се надеваме дека ќе создаиме во иднина уште поиќе услови за може да се занимаваме со нешто вакво, односно со самото тоа што веќе влегвиме во 10-та година ќе бидиме порелевантни, така што би ве поканал сите да посетувате општо театар, да ги посетувате театрите и да ги поддржувате на аматерските здруженија и секако доколку имате некоја желба, слободно ни се придружите во некој нареден проект. Среќен роден ден, аматер!